Добар ден. Почнува Фактор здравје, вашата здрава навика. Ви посакувам и денеска добре дојде со темата, информациите и секако првата доза на информации во рубриката Истражувањата докажаа. Пред да ги најавам информациите и она што денеска го имаме во рубриката Истражувањата докажаа, сакам да ви посакам добре дојде со денешната тема стрес, вознемиреност и пред се нервоза. Зборуваме за состојба која што ја доведува стресниот начин на живот, потенциран во овие година и пол со пандемиските услови и заболувањето COVID-19. Нервозата и вознемиреноста станаа наше секојдневие. Речиси не постои човек кој барем еднаш не ги почувствувал овие симптоми или состојби кои можат да бидат изолирани, но најчесто се појавуваат заедно. Овие две состојби може да бидат секако причина за многу заболувања, но и да бидат причина сама за себе за одредени соматски и пред се душевни нарушувања. Она што треба да се земе во предвид е дека кога зборуваме за вознемиреноста, таа најчесто се поврзува со стресот, додека пак нервозата ја одземе енергијата, силата и волјата и секако за да се остварат некои очекувани работи. Она што секогаш треба да се земе во предвид е дека овие две состојби, односно нервозата и вознемиреноста, може да се превенираат, успешно третираат без медикаментозна терапија, за што денеска во Фактор здравје ќе дадеме аспекти во продолжение на емисијата. Денешната тема во Фактор здравје, нервоза и вознемиреност ќе ви ја презентираме преку своето искуство, односно пред се аспектите кои што секако од своето секојдневна комуникација и секако научната литература ќе ви ги доближиме преку разговорот со магистар фармацевт Билјана Божиновска, која што е менаџер на аптеките ДНА Анифарм во трговскиот центар Капитол и населбата Хром во Скопје. Добар ден повторно, задоволство ми е што ќе се дружиме и како сте пред се ви тимот во ДНА Анифарм? Одлично, секогаш опуштени, нервозата не пости во нашиот тим, па затоа и успехот е неизбежен секако. Да, ке вас пости вознемиреност, значи само. Не, ни вознемиреност и таа добре ја менаџираме, така да во секој случај секогаш кога ќе дојдеме до некоја возбудена или нервозна ситуација, менаџирањето на стресот е нешто основно во справувањето со таа состојба. Сигурно, тоа значи дека денеска ќе ни дадете начини, пред се ќе ни препорачате јавно како тоа да го правиме, уште повеќе што повторно ќе кажам, не постои човек кој што не почувствува нервоза, вознемиреност пред некоја животна одлука, голем настан или едноставно без причина, бидејќи и како такви може да се јават сигурно овие две состојби. Така, нервозата и стресот е секојдневна секојдневно чувство кое што може да се јавува во текот на 24 часа, меѓутоа кога ќе научиме да живееме со некои тековни работи, верувајте дека многу полесно ќе се надминуваат сите нервозни и стресни ситуации, затоа што стресот различно делува кај различни луѓе, зависно од перцепцијата, односно погледите кои што ние самите ги имаме врз дадената ситуација. Сигурно се согласувам со оваа ваша последна констатација. Благодарам во името на ДНА Анифарм што денеска сте во Фактор здравје. Ви останете со емисијата, ќе продолжиме и секако ќе ви посакам добре дојде со ваши јавувања по првата пауза за реклами. Со оглед на актуелната состојба, со сето она што не обкружува и календарскиот почеток денеска на летото за многумина најубавото годишно време, срдечно ме поздравам уште еднаш со многу позитивна енергија и секако препорака да останете до крај со Фактор здравје и денешната тема нервоза и вознемиреност. Потсетувам дека на 60919225 и 60919224 од овој момент отворени се за вас и за вашите јавувања и прашања. Денеска до магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во населбата Хром и трговскиот центар Капитол во Скопје. Она што е ново и актуелно секојдневно и на глобалната мрежа сте достапни, може да се информираат оние кои што имаат интерес да нарачаат препарати, бидејќи таквата аптека веќе функционира, но она што функционира и најдобро би рекол се очи во очи советите кои што ги давате и препораките до вашите ценети и клиенти, но и пациенти кои што земаат некоја медикаментозна терапија. Во таа насока, кои пациенти или кои лица најчесто се под стрес, вознемиреност и имаат нервоза? Постои ли некоја најригидна или најпогодена категорија?
Најригидни, најпогодена категорија не постои, веќе тие моменти дека секогаш постарите особи се почесто вознемирени, дека помладите помалку патат од вознемиреност и нервоза, веќе не е така, не важат. Едноставно, сведоци сме дека и адолесценцијата или пубертетот кај голем број деца во периодот кога имаме веќе, промена во хормоналниот статус, делува врз овие состојби, се појавува токму таа адолесцентна нервоза или вознемиреност. И токму што во овие најрани моменти, кога гледаме дека некои дадени состојби екстремно излегуваат од контрола, дефинитивно треба и во овие моменти да се консултира некогаш стручно лице психијатар во однос на правилниот пристап кон стресот и нервозата, бидејќи таа понатаму ќе се одрази во понатамошниот живот и функционирање на адолесцентите, кои што понатаму како возрастни особи многу потешко ќе ги менаџираат состојбите на стрес и нервоза. Сведоци сме дека малите деца понекогаш изразуваат стресни нервозна ситуација, меѓутоа тука децата се многу често под самото влијание на родителите. Несвесно или свесно, некогаш нервозата возрастните особи ја пренесуваат и на најмалите дечиња, па свесни сме дека многу често може да се случи хистерично врескање на малите деца, едноставно посакување на некои работи кои што во даден момент се забранети, па се до тоа го манифестираат преку една нервозна или вознемирена ситуација, која што верувам дека негативно делува и на нивните родители. Но тоа е транзиторно, не е патолошко. Тоа е транзиторно, не е патолошко, затоа и секогаш би рекле, вознемиреност и нервозата се и на некој начин физиолошки, тековни, здравствени, нормални состојби во тековното однесување на луѓето. Минатата емисија зборувавме за депресијата и споменавме дека тагат и депресивната состојба се диагностицира отколку состојбата на тага и вознемиреност трае малку подолг период. Ние не можеме, ако нека особа ја гледаме дека во даден момент, ден, два или три е нервозна, веднаш да велиме дека е состојба која што мора веднаш да се третира со одредена медикаментозна терапија. Па токму затоа ние како фармацевти секогаш велиме дека во неднешно време имаме огромен избор на додатоци во исхрана кои што или хербални препарати кои што едноставно се во доменот на нашата препорака, каде што со едни природни производи ќе можеме на некој начин добро да го менаџираме нервозата, вознемиреноста и стресот кој што е секојдневие во нашиот живот. Сакате да кажете дека токму при овие состојби можеве конкретно не само кај вас во ДНА, Анифрам, туку и кај другите колеги кои што се низ фармацевската мрежа да се побара нешто што е додаток во исхрана, хербален препарат кој што ќе ја надмини или на некој начин ќе ја поттикне оваа состојба побрзо да мине, да се стабилизира лицето. Да, секако постојат голем број препарати, јас велам дека фармацијата едноставно достигна на некој начин кулминација во однос на облиците кои што се во можност да ги препарачаме. Постојат различни облици од типот на течности, спрееви, пастили, субликвални препарати, капсули, таблети, едноставно секаков облик кој што може да се прилагоди спрема навиките на пациентите, а од друга страна производите може да бидат најразлични. Постојат хербални производи кои што во својот состав содржат валеријана, меласа, хмељ, тука се одредени минерали од типот на магнезиум, витаминот B6 кои што исто така многу добро делува во вакви состојби на вознемиреност и нервоза. Затоа секогаш велам дека ние како веќе работоспособни особи кои што секојдневно во текот на еден ден доаѓаме до некои вознемирени ситуации, не е одмет во нашата торба секогаш да носиме одреден природен додаток кој што можеме по потреба некогаш да го земеме за да ја намалиме вознемиреноста, која што верувајте дека нема да делува и предизвикува подлабоки последици доколку истата не се третира благовремено. Сакате да кажете дека овие препарати не ствараат зависност, може да се земаат иницијално кога ќе се појави вакво чувство или знаејќи личноста дека такво чувство и следува или некој голем настан и одлука, претходно би требало да земе ваков препарат. Каква е вашата препорака? Препораката е различна. Јас секогаш велам дека мораме да имаме индивидуален пристап зависно од карактерот и особината на самите клиенти или пациенти кои што бараат стручен совет од наша страна. Има луѓе кои што во даден момент влегуваат во некоја состојба која што е вознемирувачка, трае малку подолго време. Може би тоа и одредена загуба или емоционална состојба која што даден трагичен настан предизвикало чувство на вознемиреност, тага, стрес.
и едноставно тековниот ден многу потешко поминува, така да кај ваквите пациенти кои што имаат малку континуирана потреба, може препаратите кои што се како додатоци во исхрана да се земаат од прилика 2-3 недели кај некои, па дури и 2-3 месеци зависно од потребата и состојбата. Меѓутоа, она што мораме да добро го препознаеме, понекогаш дека не само додатоците во исхрана се потребни кај одредени особи, бидејќи кога гледаме дека пациентот и покрај внесениот додаток на исхрана, природен хербален производ, сепак има состојби кои што не може да ги контролира, кои што и како делуваат врз неговото расположение, вознемиреност, значи го доведуваат во некоја состојба на тага, летаргија, тогаш мора да се побара сепак стручен совет, бидејќи понекогаш мора да се вклучи во терапијата и одреден лек, кога е тоа неопходно. Сигурно ги кажавте адолесцентите и нервозата и вознемиреноста кај нив кое што се јавува, сигурно јас ја споменав на почетокот и пандемијата со COVID-19 и коронавирусот, дополнително ги обременува не само адолесцентите, туку буквално сите ние кои што функционираме, што во таа насока дополнително може да се препорача доколку се појави токму и нервозата, вознемиреноста, и не ја споменавме, а сигурно ќе се согласите дека несоницата како ефект од сето тоа може исто така да се појави. Несоницата е секогаш пропратна кога станува збор за вознемиреност, затоа што едноставно мозокот навечер кога треба да одмара, тогаш почнува активно да работи, да се размислуваат сите оние работи кои што тековниот ден сме ги преживеале, што е она што сме можеле да го промениме или што е она што следува, па како треба да реагираме тековниот ден. Така да несоницата е многу честен пропратен симптом кој што доколку долго трае, повторно треба да се побара стручен совет за да се реши. Заради тоа сметам дека самата пандемија предизвика големи последици, меѓутоа не е нешто што не е решливо, затоа што и во оваа пандемија видовме два екстремни ситуации, луѓе кои што се затворија во своите домови, едноставно ги прекинаа контактите дури со своите најблиски, на тој начин не само што го делуваат вознемирувачки, нервозно и стресно на самото тело, туку делуваат така и на своите најблиски околината, бидејќи самата вознемиреност за жал е нешто што ние сакајки или не сакајки го пренесуваме на нашите најблиски. Да, заразно е. Заразно е, за жал е заразно и заради тоа секогаш кога велиме дека треба да внимаваме со кого се дружиме, токму во насока на пренесувањето на оваа енергија и вибрациите кои што сите ние ги имаме. На сметка на тоа постоја втора група на луѓе кои што едноставно не ја признава короната како реално присутна меѓу нас, едноставно не се лиши од сите тековни задоволства. Меѓутоа според мене треба да постои баланс, како во сите работи, треба баланс да постои, заради тоа на овие луѓе кои што навистина стравот и вознемиреноста можеби ги доведе во состојба понатаму на депресија. Значи мора да се побера стручна помош, кај нас за жал табу тема е понекогаш да се посети психијатар, затоа што едноставно разговорот со стручно лице, каде што нашите погледи кои што ги имаме ние, стручното лице може да ги види од сосема поинаква страна, многу ќе помогнат кај луѓето да го сменат својот став. Заради тоа што јас почесто велам имаме дадени ситуации на стресна состојба, каде што сме сведоци на некоја несреќа, можеме да видиме дека луѓето различно реагираат. Имаме луѓе кои што се екстровертни, кои што врескаат, едноставно ги фаќа паника и стрес во дадената ситуација, и луѓе кои што многу трезвено, стабилно размислуваат во моментот кога е самата несреќа, гледаат да пружат прва помош и она да намала тензијата на самата незгода, меѓутоа не значи дека тие не го преживуваат стресот. Значи стресот кај нив се манифестира малку во подоцнежните часови и токму овие луѓе можеби и потешко ќе го поднесат понатаму поминатата трагична ситуација и стресот кој што го преживеале во моментот, за разлика од оние особи кои што нервозно, екстровертно ќе изреагираат на стресната ситуација, тогаш веќе од следниот ден почнува нов ден и едноставно нови тековни работи. И уште, сакате да дополните? Благодарам. Сакав уште една група на пациенти да споменеме, тоа се лицата со коморбидитети, односно лицата кои што имаат хронична терапија и за жал таа е доживотна. Сигурно дополнително ги кажавте моментите на траума или несреќа, некоја диагноза непријатна, колку сето тоа исто така дополнително ствара нервоза и вознемиреност?
Нормално дека самата хронична терапија и нарушена здравствена состојба создава стрес и нервоза кај пациентите и заради тоа најчесто кај 90% од хроничната терапија имаме одредени препарати кои што делуваат врз вознемиреноста и намалувањето на стресот. Меѓутоа, сите лекови од типот што се на бензодиазепини, дали е тоа бромазепам, лоразепам, дали е тоа диазепам, било кој од тие препарати, во основа треба да биде само симптоматска кратка терапија. Доколку има потреба од подолготрајна терапија, пациентите мора повторно да побараат соодветна психијатриска помош, бидејќи многу често долгата терапија со овие производи доведува до на некој начин толеранција. Значи, во прв момент одреден производ и лек има ефекти со многу пониски дози. Меѓутоа, доколку телото постојано се навикнува да состојбата на смиреност ја добиеме благодарение на лекот, верувајте дека дозите со секој следна употреба се повеќе се зголемуваат, па имаме пациенти кои што долгогодишно се под третман на одреден анксиолитик или препарат кој што делува за смирување и хронично го пијат и кога треба и кога не треба. Па дури и за заспивање. И за заспивање, што е сосема погрешна работа и пристап, затоа што анксиолитиците не се хипнотици. Значи, лековите што смируваат не се лекови кои што ќе треба да предизвикаат физиолошки сон. И тука повторно мора да направиме граници пациентите кои што имаат ваков проблем да се консултираат со своите матични лекари кога станува збор за третирање на несоницата. Затоа што третманот на несоница многу често се врши токму со овие препарати за смирување, бидејќи луѓето и пациентите влегуваат во состојба на сон. Меѓутоа, сонот не е физиолошки, многу често е пропратен со одредени кошмари и пациентите во утринските часови се будат едноставно уморни, ненаспани и велат да, спиевме 4, 5 или 7 часа, меѓутоа телото чувствува и понатаму замор и неспособност да ги одвива тековните работи во тековниот ден. Значи се спиело неквалитетно или уште поуморни се разбудиле отколку што претходно биле? Да, заради тоа постои друга група на препарати кои што ние е така наречена хипнотици, кои што предизвикуваат сон и кои што исто така препаратите кои што ги зборуваме дека се на природна хербална база, исто така може да се користат и во пределот, значи во периодот за создавање на еден нормален физиолошки сон. Значи еден препарат кој што содржи во себе валеријана, хмелј, меласа, магнезиум, B6, комбинација од овие производи, едноставно ќе предизвика многу посуптилен физиолошки сон и едноставно битно е сонот понекогаш не колку долго трае, туку колку е неговиот квалитет. Бидејќи сме сведоци никогаш дека дневното заспивање од 15 минути до половина час се будиме многу посвежи и поодморени него вечерното спиење кое што особено предизвикано под дејство на некои препарати, лекови за смирување. Сигурно, односно со еден збор квалитетот наспроти квантитетот. Така е. Подобро квалитетно, отколку долго, а не квалитетно да се спие. Благодарам, ќе се навратиме токму на овие хербални препарати во продолжение на Фактор здравје. Овде ќе направиме пауза со втората доза на реклами, пауза по која што ве очекувам да ни се придружите во Фактор здравје и денешната тема нервоза и вознемиреност. Со задоволство ве поздравувам и денеска во продолжението од Фактор здравје со темата нервоза и вознемиреност. Вашето искуство и вашите прашања секако се добро дојдени и ги очекуваме на 6091-925, односно 6091-924. Уште еднаш подсетувам и со задоволство би сакал да ја представам гостиката со која што и вие може да комуницирате, магистар фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките ДНА Анифарм во населбата Хром и трговскиот центар Капитол во Скопје, втората спомената аптека и од синџирот аптеки Бети во државава. Она што сакам уште да ве прашам, го изоставивме намерно за да го споменеме сега, е генетската предиспозиција или наследството што го носиме. Колку ова може да биде причина токму за состојбите за кои што зборуваме? За сите здравствени нарушувања секогаш генетската предиспозиција е тригер фактор за некои, па дури и вакви психосоматски, меѓутоа и психолошки нарушувања. Меѓутоа, кога станува збор за нервозата, стресот, кој што рековме веќе ние секојдневие, секогаш мораме да кажеме дека многу зависи индивидуалниот пристап и одредени животни навики, кои што ние уште од најмала возраст ги создаваме и кај нашите најблиски.
Сведоци сме дека многу често од нашите деца успеваме да добиеме многу подобар и позитивен одговор од кога нашиот пристап е на многу поубав начин спрема нив. Така да тие навики и екзогени фактори кои што во основа многу често зависат од нас, ќе зависат понатаму во иднина и погледите кои што ги имаат децата и луѓето во однос на стресот и нервозата. Имаме некого на линија веќе. Добар ден, дали ме слушате? Добар ден. Добро дојдовте, господине. Кое е вашето прашање? Овака, јас сум на возраст од 60 години. Добро. И пред 10 години падна во една лесна депресивна состојба, која што помина во потешка фаза на депресија и со лекови кои што ми ги препишаа лекарите, дојдов дури и до биполарност. Така. Сега веќе 10 години јас го примам литиумот, кој што е за серотонинот. Така. И ксероксатот редовно го пијам, така да се одржувам во некоја состојба. И прашањето ми е дали освен овие лекови можам да пијам на база на природни лекови кои што одговарат за мојата состојба. Сега сум во ред, се е во ред, но морам да ги пијам тие лекови. Веројатно лекарот ми рече, поготово за литиумот, да заборавам да јадам, да не заборавам да го пиете. Така. Да, ви благодарам, господине, за вашето искуство и прашање. Одлично се надоврзува на она што го препорачавте. Дали тука може да дадете препорака? Во основа на препораките секогаш одиме дека кога станува збор за ваква состојба, многу е битно да пациентите кога ќе дојдат до некоја состојба која што ја детектираат како несоодветна за нивниот карактер, да побрзо побараат помош, бидејќи колку побрзо реагираме со додатоци во исхрана и хербални препарати, ефектите од нив ќе бидат многу поголеми. Кога станува збор за терапија како што има пациентот биполар, значи за со литиум и дополнително сероксатот, тоа е пароксетин по состав како антидепресив. Значи дали може да зема хербален препарат, едноставно нема што во основа да пречи во однос на дијагнозата што има, меѓутоа сепак би насочила на консултација со својот матичен лекар, затоа што имаме различни искуства. Во основа хербалните препарати ќе направат смирување на нервниот систем, меѓутоа при тоа може после известна терапија да дојде до потреба да се или поднамали одредена доза или да се со тек на време, значи имаме подобри резултати во самиот третман со лековите кои што ги има пациентот. Меѓутоа, секако со која доза ќе се почне, со кој препарат ќе се одбере кај овој пациент, најдобра препорака може да даде матичниот лекар, бидејќи веќе ја следи здравствената состојба на пациентот, почнувајќи од моментот кога симптомите рече беа поблаги, па понатаму се создаде состојба на длабока депресија која што преминува и во многу потешка психолошка состојба. Еве токму ваквите јавувања треба да не наведат колку е важен моментот да брзо се препознаат и брзо се реагира на првите симптоми кои што организмот ни ги дава. Никогаш сме доволно јаки и силни самостојно, значи со одредена промена во начинот на живење и обкружување да ги смениме нашите навики, нашите погледи. Меѓутоа, кога тоа не помага и гледаме дека состојбата оди на полошот, мора тој момент да се подпомогнеме со одредени додатоци во исхрана. Препораките од нашата страна секогаш кога доаѓаат, велиме дека мора да бидат индивидуални зависно од навиките на луѓето. Имаме дози кои што секогаш ги почнуваме со најмалата доза, затоа што имаме различна осетливост кон производите од страна на пациентите. Никогаш и една таблетка од природен хербален препарат кај одредени пациенти дава одличен резултат, па понекогаш и советуваме да терапијата и третманот се почне дури за време на викендите кога пациентите или клиентите се сепак во домашни услови, затоа што некогаш еден хербален лек кој што сметаме дека нема да може да доведе до длабоко смирување и опуштање на телото, да направи одличен ефект и токму заради тоа да умееме да ја прилагодиме дозата зависно од тековните животни навики на клиентите. Имаме пациенти, например, кои што почнуваме со една таблетка која што има помала делотворност, одиме и до 4 таблетки во текот на денот, зависно од ситуациите во кои што се наоѓаат и потребите за овие додатоци во исхрана. Да, и господинот што се јави каже една убава работа дека терапијата што му ја припишал докторот, медикаментозната, ја земе и кога состојбата е смирена, значи доживотна е таа терапија. Дали овие хербални препарати за кои што зборувавте, ве споменавте маточина, магнезиум, хмеј, валеријана, сите тие исто така пропратно може да се земаат покрај
покрај медикаментозната терапија и какво е земањето, паралелно или во друг дел од денот? Покрај медикаментозната терапија може да се земат и овие дополнителни додатоци, со тоа што рековме дека со тек на време можеби ќе има потреба од промена на дозата и сето тоа мора да биде под надзор на лекари. Во основа се очекува дека самите додатоци во исхрана ќе подобрат ефектот и на самиот третман од лековите и никогаш препораките не се да се земат во ист момент. Значи, доколку терапијата антидепресивна се зема, например, наутро, да има најмалку 3 до 4 часа разлика во земањето на додатокот во исхрана или хербалниот производ, секогаш со крајна цел, бидејќи не можеме никогаш да предпоставиме каква може да биде интерактивност, интеракцијата помеѓу додатокот и лекот. Имаме додатоци во исхрана кои што во основа како голем број лекови кои што се метаболираат во црниот дроб, дел од одредени додатоци на исхрана го намалуваат нивото на ензимите во црниот дроб кои што исто така делуваат врз метаболирање и пролонгирање на ефектот на самата терапија. И заради тоа секогаш велам дека и кога се земаат додатоци во исхрана мора тоа да биде со точно препознавање на симптомите и консултација со матичните лекари во однос на титрирањето на дозата со лекови. Дали да се намали или со тек на време, значи депресивната состојба рековме дека не е и доживотна. Имаме многу често пациенти кои што и се излекувале и антидепресивната терапија е тргната. Значи терапијата конкретно со литиумот кај што може ќе биде и доживотна терапија кај овие пациенти е нешто што е веќе друга психолошка нарушување. Да, зборувајќи за нервозата и вознемиреноста или анксиозноста, стручно кажано, тоа исто така се состојби кои што не се доживотни, може да се надминат, кажавте, и со волја, со умешност, со промена на начинот на гледање на нештата, но и со овие додатоци за кои што изборувавте, еве конкретно и Вамекс, кој што е мешавина од валеријана, хмелј и маточина за кој што кажавте, дали тој може да се употреби еве и за денот да помине, добро што сте вели да нема нервоза и вознемиреност, но и да има мирен сон, односно да има добро спиење, квалитетно пред се. Да, може да се користи значи и за вознемиреност и за добар сон, значи терапијата повторно тука прилагодуваме од 1 максимум до 4 таблетки во текот на денот и велиме дека имаме пациенти кои што ја земаат по потреба, има пациенти кои што континуирано ја користат месец, 2, 3 додека ја надминат состојбата на вознемиреност. Во секој случај повторно прилагодливоста на дозата е она кој што ни дава комодитет во однос на препораката на Вамексот како производ за смирување. Да, и она што е важно дека и вие како фармацевти, пред се магистри по фармација, може да го препорачате да ги следите овие пациенти и каква е препораката во однос на возрастната категорија, токму еве и за овој хербален препарат, но и другите кои што повторно ќе нагласиме не ствараат зависност како хемијата или другите медикаменти. Не ствараат зависност и затоа велиме дека препараките најчесто се движат на чека дечиња веќе по 18-та година може да се користат. Одредени минерали од типот на магнезиум и B6 употребата може да дојде и во порана возраст, зависно од потребата на децата. Значи дури и кај малите дечиња имаме веќе после првата, втората година користење на B6 како витамин за малку опуштање на нервниот систем, а го има и како витамин и во голем број други додатоци на исхрана. Меѓутоа, сепак кога станува збор за ваков препарат, затоа рековме адолесцентите се многу често, значи во периодот на пубертетот имаат вознемиреност, нервоза, состојба која што и tekako бара да се внесе одреден додаток во исхрана навреме, затоа што секоја нетретирана состојба и кај нив може да доведе до по-сериозни нарушувања. Да, и уште еднаш да потсетам дека се уште имате време да не поздравите, да поставите прашање и активно учествувате во денешната тема нервоза и вознемиреност во Фактор здравје. Оваа тема уште малку ќе разговараме со магистер фармацевт Билјана Божиновска, менаџер на аптеките на Анифарм во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Уште два аспекти или уште две категории во однос на земањето или надминувањето на оваа состојба сакам да ги земеме во предвид, тоа се бремените жени, оние кои што исчекуваат свое потомство и посебно жените кои што се во предили поменопауза, бидејќи и тогаш исто така овие две состојби се нагласени. Дака, кај трудниците, бремените жени и доилките, сепак просторот за земање на Вамексот се остава на гинеколозите, затоа што тие се оние кои што можат да препорачат зависно од состојбата. Дали самата вознемиреност предизвикува поголема штета на плодот, отколку додатокот во исхрана што они би го препорачале за да ја стабилизираат состојбата. Во однос на менопаузата, исто како адолесценцијата, и ова е период кој што многу често поради хормоналниот дизбаланс
дисбаланс, нарушување нарушување падот на естрогените, и те како се јавува вознемиреност и нарушување на, нели, перцепцијата кај жените, затоа што во секој случај сите ние понекогаш знаеме да изменаџираме, нели, со нашите чувства, меѓутоа понекогаш и не можеме да направиме никаква контрола, па токму овој период, кога е во периодот на менопауза, посебно мора да се обрати внимание токму на вознемиреност и сите оние пропратни симптоми кои што ги дава самата менопауза. Имаме пациентки кои што се жалат за постојани топли, ладни бранови кои што дополнително создаваат нервоза. Несоницата кој што е пропратен симптом поготово во менопаузата. Повторно можеме да акцентот го дадеме токму на овие хербални лекови кои што содржат природни препарати и кои што сите овие симптоми кои што ги дава менопаузата благовремено ќе ги, нели, намалат. Секако имаме дури препарати кои што се комбинирани препарати како дневни и ноќна таблетка во однос на препораката на менопаузалната терапија, затоа што одна таблетка што е преку ден се уствари сите оние додатоци во однос на витамини и минерали кои што се неопходни антиоксиданси за надополнување на потребите на микронутритиенти кај жените во менопауза, а повторно на вечерна таблетка ги содржи сите овие компоненти: валеријана, меласа и хмеј, кои што ќе го намалат, значи ќе намалат нервозата, ќе ги намалат оние топло-ладни бранови и ќе овозможат еден добар физиолошки сон, кој што секако добра наспана жена секое утро следува еден добар квалитетен ден. Да, за да може да го смири мажот или сопругот. Така, сопругот, секако. Верувајте дека енергијата која што жената ја пренесува во фамилијата многу е најважна, да. Многу е важна, не само за нејзиното функционирање, туку за работата и функцијата на целото семејство. Да, и ова кога го споменавте не само за жените, туку и за мажите, шегата настрана, да. Што овие препарати всушност прават, дали го забавуваат нервниот или вегетативниот нервен систем и што всушност прават на нервите, ги опуштаат, предпоставувам, да. За да полесно и некако поедноставно поминеме низ тој ден. Секако го опуштаат нервниот систем, затоа рековме секој има различна перцепција и различно реагира на препаратите. Затоа кога се земаат овие производи, секогаш се напоменува да се внимава бидејќи имаме кај некој ради голема опуштеност, значи малку и потешко функционирање во однос на тековното возење, управување со машини доколку работата на одредени особи е врзана со работа во фабрика. Заради тоа секогаш кога се почнува терапија со, па дури да е хербален препарат, сепак да се почне во период на викенд за да можеме да го видиме ефектот на препаратот кај секој индивидуа засебно. Да. И пред да ви се заблагодарам, оваа емисија ќе ја затвориме со уште едно јавување кое го имаме на линија. Добар ден. Добар ден, Иле, добар ден, Биле. Да, добар нашата ден. Верна гледачка. Среќен ден нека ви е. Да. И вам исто, како сте и што имате да прашате? Па сега покрај овие промени на климата малку потешко. Добро. Да ја прашам, Биле, пијам зепира. Так. Добре. И кога ќе пијам зепира, јас цел ден сум како малаксана. Ми се чини дека уште повеќе сум вознемирена, се потам, вртоглавици имам. Так. Пијам чаеви за смирување. Сега почнав со маточина навечер, ќе се напијам да можам да преспијам малку, да ги намалам апчињата. Во ред, сега што да ќе ми каже Биле, да продолжам со природно нешто да пијам или да ја продолжам терапијата? Терапијата секако не смееме да ја прекинуваме. За секој прекин на терапија рековме дека мора консултација со матичен лекар. Зепирата како антидепресив, бидејќи пациентката веќе втор пат мислам се јавува во однос на тоа да каже дека симптомите кои што ги чувствува е токму оној дел на омалаксаност, неможност за замор што го чувствува, сепак мора сите овие несакани ефекти да ги пријави кај својот матичен лекар, бидејќи не мора секогаш да зависи дека и значи дека од зепирата се јавуваат сите тие ефекти, можеби од некоја друга пропратна терапија. Топлото време и високите температури се дополнителна причина, поготово кај луѓето кои што имаат одредени невролошки заболувања, да предизвикува високата температура дополнителна вознемиреност и стрес. Така да кај пациентите многу често кои што се под одредена невролошка терапија, во летните месеци знае потребата и дозата малку да биде поголема од вообичаената доза во текот на останатите месеци во годината. И затоа секогаш велиме дека кога
ќе осетиме сите ние и како личности кои што земаме терапија, без разлика дали сме ние здравствени личности, чувствуваме дека имаме даден проблем во однос на неефикасноста, појава на некои несакани ефекти, сепак мора промената во терапијата да ја оставиме на нашиот матичен лекар, меѓутоа преку пренесување на сите информации. Што е она што го чувствуваме и што може од одредени додатоци во исхрана да се дадат за да можеме да ги намалиме несаканите ефекти на хроничната терапија. Да, и благодарам на господјата за јавувањето и благодарам за вашето присуство пред ТВ екраните. Тука Билјана ви благодарам вас, ви посакувам секое добро и се гледаме следниот месец повторно во Фактор здравје. Благодарам за поканата. Благодарам, ми беше задоволство. Магистар фармацевт Билјана Божиновска и тимот во ДНА Анифарм ви стојат на располагање во трговскиот центар Капитол и на селбата Хром во Скопје. Пријатно и поздрав до утре.